вечерашната соговорничка треба да биде инспирација за многумина млади. Од самото раѓање останала без вид. Нема брајово писмо, нема брајови таблети, а бидејќи е диабетичар, не можела да пишува. Користела аудио верзии од лекциите за да ги научи материјалите. Марија Стоилковска испише историја во македонскиот образовен систем, дипломирајќи политички науки. Марија Стоилковска е кумановчанка. Речиси секојдневно патувала на релација Куманово-Скопје, за да ги заврши студиите токму во главниот град. И покрај проблемите со видот, сепак не се откажала. Храбра и до крај, амбициозна, за да го реализира својот сон, поточно да биде дипломиран политиколог. Значи, како е да се биде лице со било која попреченост, а освен со лице со оштетен вид. Тоа значи да бидеш приврзан од помошта на семејството, да бидеш обрзан да чекаш од нив, да не можеш да бидеш вклучен во никакви збеднувања што ги дава нашето општество, како што се забавни, културни, да не можеш да побараш вработување, затоа што ако побараш вработување, тие велат дека лица со попреченост не може да работат одредени професии. Исто така, например, јас, кога ќе излезам од нашата куќа, има разни луѓе. Има луѓе кои што те сожалуваат, ми даваат бесплатни работи. Еве, например, имаме случка, баш во сабота, кога бев кај баба ми, по патот една жена ни даде смоква, што за мене тоа, јас се чувствувам полошо. Мислам дека лицата со попреченост не треба да се сожалуваат, туку треба да се мотивираат, затоа што, како и сите, и тие можат да работат. Стоилковска, основното училиште го завршувате во Куманово, во нови околности, нови простори, нови соученици. Како функциониравте на почеток? Па јас, уште како мала, имав здравствени проблеми кои што се надвор од мојата попреченост. И јас многу сакав да одам во градинка, но не ме примија. А поради што? Видете, поради тоа што ти рекоа, ние немаме стручни лица кои ќе работат со неја и не можеме да ве примиме во градинка. И моите родители рекоа, добро. Потоа јас добив проблеми кои што се надвор од мојата попреченост и на 6 години требаше да се запишам во училиштето во Куманово, во основното училиште Браќа Миладиновци. И ние отидовме да се запишеме, но тие не прашаа, имате ли брајева машина? Ние рековме дека немаме. Но мајка ми и татко ми отидоа во Центарот за социјални работи да прашаат дали може да добиеме брајева машина. Но едната од вработените им беше пријател и таа рече, а зошто да учи тука, кога има специјално училиште во Скопје? Запишете ја таму. И ние отидовме со моите родители да го видиме школото. И тие дојдоа да не видат нас. И потоа, кога јас се запишав во училиштето, на почетокот одевме со мајка ми, со татко ми, не ми беше познато ништо. И мотивот ми беше, ако јас се запишам во училиштето, јас ќе стегнам нови новости, например, нови луѓе, ново знаење, другарчиња, ќе запознам нови личности. И затоа, за среќа, јас се навикнав на тој простор, на таа училница, на тие луѓе и на тие другарчиња. Затоа што учителката беше добра. Во текот на едукацијата сте се соочиле со проблем, немало брајаво писмо, немало таблети. Како ги учевте лекциите? Па јас до 5 одделение пишував на машина, но ние кога ни констатира дека јас сум диабетичар, се договоривме. Јас си кажав на мајка ми, мамо, не можам да пишувам на брајевата машина. Дај да најдеме начин како јас бија продолжила мојата настава. Таа ми рече, епа тогаш престанува да ги снимаме нашите лекции, лектири, сите работи. И ние ги снимавме.
И потоа, пред да матурирам, јас така учев. И потоа, кога јас станав 4-та година средно, продолжи мојот асистент. Со истиот метод кој го најдовме со мојата мајка. Додека бев во школа, татко ми секој ден ме возеше, Куманово, во Скопје патувавме, во средното одев на пракса и во мојот град одев на пракса. Од првиот ден кога сте дошле на факултет, првиот одговор тука на Фон универзитетот каде што го правиме интервјуто, не им било јасно што да прават со вас. Дали тоа е резултат на неподготвеноста или аномалиите во македонскиот образовен систем или предрасудите кои се уште владеат? Па да почнеме. Јас требаше да се запишам на УКИМ. А до тогаш лицето со попреченост не полага матура, затоа што секако во мојата школа немаше државна матура. Имаше само матурски испит. Како нели децата што се спремаат сега за матурски испит. И ние отидовме да се запишеме и тие ни рекоа: ние не можеме да ја запишеме затоа што нема државна матура. Ние рековме: како тоа не можете да ја запишете затоа што нема државна матура? Ние знаеме дека лицата со попреченост не полага државна матура. Но по одбивањето од страна на УКИМ, ние не знаевме што да правиме и поразговаравме дома. Потоа видовме еден наслов за двојни дипломи на Фон. И ние отидовме во другиот уписен рок, заедно со мојата мајка и мојот татко, да дојдовме тука за да се запишеме, да го видиме универзитетот. И јас тогаш одлучив дека ќе се запишам на политички науки. И тие, кога се запишав, тие ми дадоа стипендија. Но професорите тоа го рекле не од неподготвеност, не од негативна смисла, туку тие не знаеле нормално дека јас сум прв студент, никогаш не имало такви лица на факултетот. Со вас, Марија, и вашата асистентка Марија Груевска. Марија, од кога сте со Марија? 7 години, долги 7 години до август, од самиот почеток, откако почна самата асистенција во нашата држава, кога беше воведена, јас почнав да работам со Марија од август, тоа ќе му дојде 2018 година и од тогаш ние непрестано работиме заедно. Обично 5 дена во неделата, по 4 часа од прилика ни е работното време и сега добро функционираме. Имајќи во предвид дека македонскиот образовен систем, па и македонското општество се чини дека не е подготвено за овие лица со оштетен вид во целост. Па секако да, значи има пречки, но сега ние добро се снаоѓаме. Сега со Марија излегуваме, речиси секојдневно надвор од домот. Тука наидуваме нели нормално на некои луѓето да не погледнуваат, оди со стапчето до мене. На почетокот одевме рака под рака, сега го носи своето стапче и со тоа функционира и сега луѓето некогаш ќе изреагираат чудно, ќе не погледнат, ќе се завртат, ќе ти биде незгодно. Марија го забележува некогаш тоа и ако не гледа, таа забележува многу работи. Исто така и во образованието сега. Да, ние кога почнавме овдека, професорите прво се консултира со мене, бидејќи јас почнав со неја да одам на факултетот, а татко и не возеше, и се консултира со нас, бидејќи уште немав положено, а за да оди со автобус, например, Марија со јавен превоз, беше неизводливо, бидејќи требаше да менуваме 2 автобуси, сега и работното време на мене ми е пократко, требаше да правиме некои, така ни одговараше повеќе да одиме со кола и татко и не возеше. И тогаш тие се консултира со нас како да и пристапат на Марија, бидејќи беа неподготвени и не знаеа што да прават и како како тие всушност да се снајдат со неа, како да помогнат да може да ги свати полесно материјалите, да не има пречки во образованието и можам да кажам дека наидовме тука на факултетот на огромно разбирање од страна на сите. Стоилковска, со целосен оштетен вид, диабетичар, како ги учевте лекциите за да ги полагате испитите?
Па, ние одевме, ги земавме книгите и мојот асистент се снимаше, значи, како и се друго, како и во основно, како во средно, така и на факултет учев аудио. Така и дипломската ја учев аудио. Мојата тема за дипломски труд беше можности за вклучување во избирачкото право на лица со оштетен вид во Република Северна Македонија. Тоа ми беше тема за дипломски труд. Ќе бидам многу директен. Се чувствувате како лице со хендикеп, ќе ве навреди ли некој кога ќе ви рече видија оваа девојка е слепа? Па да, јас иако не ги гледам, јас ги слушам нив и ќе ми биде криво. Да, значи не би сакала јас така да ми кажат. Дали во македонското општество се уште постојат предрасуди кон лицата со хендикеп? Или Да. еве подиректно на лицата со оштетен вид? Да, кон сите, не само кон оштетен вид. Например, јас сум слушала каде што како видат дете со аутизам, мајката му вика на нејзиното дете: не го дирај него, не, ќе ти направи нешто, не го дирај него. Со било кого, не само со оштетен вид. Откаде таа желба и мотив кај вас, Стоилковска, да учите и покрај сите здравствени перипетии со кои сте минувале сите овие години, се до дипломирањето тука на ФОН? Па, затоа што јас мислев затоа што имав мотивација. Се мотивирав самата себе, затоа што нема што јас да се нервирам. Ако сакат, нека кажуваат. Ако тие мислат така нека биде. Не треба да ги гледаме нив, туку треба да си продолжиме по својот пат. Нивниото за нив, нашето за нас. Стоилковска, дипломиравте тука на ФОН на правни и политички науки. Да, Марија Стоилковска, политиколог. да. Но воедно вие сте и физиотерапевт и масер. Па да, тоа ми беше средната струка во која што одев на пракса, но јас веќе таа струка не ја користам, затоа што веќе почнав да продолжувам да студирам со оваа струка и продолжив со нејзе. А таа струка повеќе ја користам само како хоби, кога ќе му биде потребно на некој, на моите блиски, на комшивките, на семејството, кога пример ќе го заболи рака или така нешто. При крајот од разговорот, што значи за вас да се соработува, да се биде асистент на Марија Стоилковска? Веќе рековте неколку години сте своевидна нејзина десна рака. Да, така некако. Да, ние во периодот на факултетот секако и нејзиното семејство, бидејќи не можев јас да ги снимам сите лекции, бидејќи книгите доцна стегнува и не можевме да постигнеме да се снимаме. Кога ќе се збори за некој мислител или нешто, има многу презимиња со многу букви. И така да секако дека помага и нејзиното семејство во образовниот процес кога имаше потреба, кога јас не бев тука или кога не можев едноставно. Така да за време на факултетот, бидејќи во средно бев само една година со неа, значи 4-та година, бидејќи асистенти тогаш следува од 18 па нагоре, така да мене ми беше задоволство да работам со Марија и се забележува разлика, бидејќи Марија од тој момент до денеска многу напредна, значи во секој аспект, дали е социјализација, образование, култура, значи стекна нови пријатели и покрај мене заедно почнувавме да излегуваме на кафе, бидејќи пред тоа таа излегувала, ама со семејството и не е истиот начин и истото тоа што таа сакаше да каже, дека со мене споделуваше некои тајни, кога има некои проблеми, и олеснуваше. Што не можам да кажам на семејството. Да, значи на неја и требаше некој кога семејството не е тука, да и биде и психолошка подршка, значи и образовна, и културна, и во спортски настани се вклучувавме, значи каде што можеше Марија да се вклучи, секаде одевме и реално во Куманово и бевме пример, дури сите не познаваа кога не видеа.
Да, така да можам да кажам дека за мене представуваше огромно задоволство, затоа што јас исто така и од фамилиарни причини почнав да ја работам бидејќи имав во семејство случај таков со лице со попреченост. Сакав да ја работам оваа работа, мене ми исполнува бидејќи е хумана и не сакам лицата со попреченост да се етикетираат со нивната попреченост, што рече Марија, нели, дека ја етикетира дека е слепа. Зошто? И таа е човек. Значи таа може исто да направи како и сите други. Да, само што затоа и се викаат лица со попреченост, бидејќи тие имаат попречености во општеството и бариери, а не тие самите. Треба да се прилагоди општеството према нив, за да може тие да си функционираат најнормално како и сите други лица. Бидејќи ние на Марија можеби нема да и треба толку асистент вака, например, за да се снајде во општеството, ако бидат прилагодени условите. Да. Стоилковска, белиот стап како символ за лицата со целосно оштетен вид. Да. Сте посетувале класична настава, но во екот на пандемијата и онлайн настава. Што ви беше поедноставно? Па поедноставно ми беше онлайн наставата. А кога ќе се појавевте на предавање? Па ги снимавме, со дозвола од професорот предавањата ги снимавме. Испитите не, испитите тие си ги снима. За некој нивен резултат, а предавањата ние ги снимав. Стоилковска, сега сте дипломиран политиколог. Да. Сакате да се втурнете во политичките води? Каде Да. се гледате себе си? Па јас се гледам себе си во политиката, затоа што мислам дека лица со попреченост, и не мислам, него гледам, дека лица со попреченост не може да се вклучат во ниту едни нивни права. Прво ни во избирачките права, ни да бидат избрани, ни во ниту едни активности и немаат ни некој што ќе ги представува. А јас мислев дека знаев дека кога ќе го завршам факултетот, ќе можам да ги представувам лицата со попреченост. Да може нивниот глас конечно да биде слушнат, да бидат вклучени во секаде. А што се однесува до белиот бастум, исто така кога ќе имаме, нели, со белиот бастум кога ќе одат, кога ќе одиме, например, исто така имаат негативни коментари, погледи. Например, немој с њума да се дружиш, она е слепа. Зашто тоа го викаат? Ако јас можеби ќе можам да се шетам со нивната керка, со другарка ми, со некоја друга другарка. Зашто да викаат немој с њума да се дружиш, она е слепа. Што значи тоа? Марија Стоилковска, благодарам за гостувањето во емисијата Тренинг во прво издание, што издвои време да дојдеш од Куманово во Скопје. Ти посакувам многу успех во иднина и се надевам дека зацртаните желби ќе се остварат. Па да. Следевте гостување, поточно интервју со Марија Стоилковска и нејзината асистентка Марија Стоилковска, лице со целосно оштетен вид, која го има завршено основното образование, потоа матурирала и неодамна дипломираше тука на Универзитетот ФОН. Кратка пауза и продолжуваме со следните соговорници за ова издание на Тренинг, а еве што ќе гледате. Најтешко ќе бидат засегнати се оние професии каде што луѓето всушност се користат себе, значи тие се самата работна сила, физичка работа. Работат физичка работа на било кој начин. Значи тоа се различни професионалци од, еве да кажеме, забен техничар. Меѓутоа, кои професии ќе бидат најмногу засегнати се оние кои што се базираат на знаење. Затоа што знаењето денеска станува заради вештачката интелигенција, еден збор кој што го користат англичаните, тоа е commodity. Значи станува присутно.